14-годишно девојче од српска националност од општината Карбинци изминатиот викенд стапи во малолетнички брак со 16-годишно момче од Кочани. Ова е само еден од вкупно 8 парови кои по дамин на нивните родители ја прифатиле брачната заедница како нова средина за нивен раст и развој. Иако за поголем број на девојчиња детскиот брак е доживотна казна, сепак и во 2020 година се случуваат појави кои најчесто се манифестираат како принудни бракови. Ставот на една од новопечените малечки невести е дека прави добро за себе и услуга на семејството, затоа што претходно немале средства за живот и образование и имале екзистенцијален притисок. Ова е само изговор, велат од Центарот за социјални работи Штип, бидејќи најчесто принудниот брак на малолетно лице прераснува во трговија со деца, експлоатација, злоставување и насилство над децата. Според Друженијето Цикина, кое со години се бори против раните договорени присилни бракови, тоа што моментално, со согласност на родителите, момчињата и девојчињата под 16 години можат да стапат во брак, не е ниту најмалку добро. Во таа возраст не се формирани личности, ниту ментално, ниту физички, ниту емотивно, а уште помалку социјално, изјави за Емнет психологот Славица Ракич. Во Република Северна Македонија на годишно ниво се склучуваат околу 1000 детски бракови, бројка што е за половина помала од, например, Србија, каде што има над 2000 детски бракови за само половина година. Состојба која веќе се менува, поради усвојувањето на најновите измени и дополнување на Законот за семејство. Од минатата година во оваа соседна држава лица помали од 18 години не можат да стапат во брак, под кривична одговорност подлежат и оние кои започнуваат заеднички живот со малолетник. Можеби токму овој законски момент било причина 14-годишното девојче од српска националност со привремено живеалиште во општина Карбинци да заплива во брачни води со партнер кој е само нецели 2 години повозрасен од неа.